Оваа влада на чело со Христијан Мицкоски не е реформска, туку е ретроградна, а државата не оди напред. Граѓаните се посиромашни, а младите преку бугарски пасоши иднината ја бараат во други држави. Констатираат денеска од Социјалдемократскиот сојуз преку соопштение до јавноста и пресконференција. ВМРО-КГ одбива да го усвои предлог законот со кој се забранува двојно државјанство за пратеници, членови на влада и представници на извршната власт, и тоа да важи веднаш. Зошто? Затоа што половина од нив веќе имаат бугарски пасоши. Нивниот нов пристап кон ЕУ е едноставен. Земи бугарски пасош за неблиските и ете ти Европа. Црна Гора е следна во процесот на европски интеграции. Албанија следна на листата за 2030 година. Македонија никој повеќе не ја ни споменува. Од Македонија прават слепо црево на Балканот и црна точка на Европа. Затоа младите гледаат само како да побегнат од земјава. После ова ненародна власт, во Македонија може да не остане никој. Од друга страна, премиерот Христијан Мицкоски аргументира. Денеска имаме пензионери кои што како никогаш досега добија линеарно зголемување на пензијата. Денеска имаме млади кои што во рака имаат електронски уред од кој што 250 евра како никогаш досега субвенционираше владата. Се реконструираат студентските домови кои што тие ги оставија полни со шут и со градежен материјал, непипнати 7 години. Еден од нив очекувам оваа година да биде пуштен во функција со зголемени средства за топол облак, со зголемени стипендии. Земјоделците, тие најдоа да зборуваат за земјоделците, па 30% имаат повисок рок сега, затоа што ако ништо друго, оваа влада обезбедува редовно снабдување со вода, тоа што тие не беа способни да го направат, а да не зборувам за платите кои што ги оставија неисплатени во национални шуми и во АД водостопанство на Македонија.